Почитуван министер, второ прашање ми беше дали ќе реагирате за тоа што никој од институциите, од инстанциите непристрасно не го имаат пристапено на овој предмет. Не ми одговоривте на ова прашање. Во последниве 6 години, 4 години вашата партија е на власт. Вие сте сега и генерален секретар, чинам. Па ако сте поднеле во време кога бил во ВМРО 6 години е СДСМ на власт, дуи и вие, па што не сте направиле нешто за да бидат тие пријави ефектуирани? Од 2015 година е поднесена една пријава. Или не, тогаш не беше важно. И сега ќе излезете вие после 6 години ваша власт, кој што 4 години вие учествувате на власта и се уште не вие сам да го обвинувате ВМРО ДПМН. Не мора мене да ме убедувате во ништо, мене ми е јасно се. Граѓаните треба да ги убедите. А граѓаните добро ви имаат препознаено дека од двете прашања кои што беа поставени кон вас како министер за правда, вие не одговоривте ниту едно прашање од тоа дали ќе побарате одговорност од некого за непостапувањето кон Рамис Смерков, сегашен градоначалник на Струга, кој што е ставен на црната листа на САТ и на Европската унија. Нема одговор, затоа што не сте искрен. И сега, за тоа што ми го кажавте, институциите, судскиот совет, уште позагрижувачки е што министерот за правда не го знае членот 17 од Законот за органите и работата на органите на државната управа, каде што во првите два става во членот 17 укажува на тоа дека Министерството за правда е одговорно, меѓу другото, и за координирање на работата на судството, на јавното обвинителство и на јавниот правобранител. Па како вие ништо не знаете се? Па прочитајте ги законите, видете таму што се случува. Тоа кое што вие сакате да го направите, кое што неуспешно ви поминува како спин кон јавноста, е да немате коментар, да го премолчите ова, да се надевате дека со тек на времето никој нема да реагира, а тој криминалец да продолжи уште да ја окупира функцијата градоначалник на Струга. Немојте да зборувате за право и правда. Но ви кажав, еве му кажав и на Ковачевски, ќе ви кажам и на вас. По победата на ВМРО ДПМН на наредните избори и по минирниот Маричек, смири се. Маричек, калма. Военно и во тефтерчето, има таму и за квалификации криминални и за твоето работење. Еве, ќе ја послушам Дафина, не дофрлајте од место и вие од другата страна. Секретаријат за европски прашања. Така да, по промената на власта, ќе видите и вие како се сече овој криминал во корен, како криминалците повеќе нема да бидат во институциите и по улиците штитени од добрата кохезија и кохабитација помеѓу политиката и криминалот, и веднаш ќе бидат испратени во институциите кои што меѓу другото ги координира и вашето министерство, а тоа се затворите и истражните, а потоа и на ослужување на затворска казна на реално, навремено и транспарентно судство. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања.